Еј. Кај си бе? Што правиш? Еве, што правиш? Одавна не си дошла, еј. Стварно е. Така? Да, колку време. Што ќе правиме мојот? Па не знам нешто. За ова? Ти знаеш сигурно. Твое лице? Па генерално да. Те замараат со тоа сите така. Па не Пребувавате. толку, кај тебе сум мислам втор пат емисија. Ајде, заврши таму и Ќе види, ќе види, да. прекинувам све. Нема, И... Абе... Не знам дали... Не ме виде? Знаеш Не зашто? те разбирам што? Чекам маца. Абе... Пред некој ден. Те аднав на Фейсбук. А, на Фейсбук. Не сум видела, извини. Прифатив. Не, ама деновиве сум Знаеш, јас словарски, имам, не сум тоа ми стигнала. е као... Ќе видам, Зашто нема да ги. ми е љута, што сум ми направил? Не, бе, ти тама работа. Е, не, не. зирни, молим те. Ќе видам, баш. А телефонот кај ти е? Еве го. Тука ти е? Да. Е, па добро. Што мислиш, сега да видам? Абе, па ако не ти е тешко. Ди бе, па и ти, сега ама ќе не. фатиме шо? Чекај се, ајде да се спремиме за емисијава па. А? Прво да се спремиме за Добро. емисијава па после. Окей. Ајде. А Ѓоко, ако те баре, тука ти е телефонот, така? Тука е, да. Значи ти може да си го Нека ме чекаш бара. додека те шминкаат. Така? Добро, ајде. Да. Ти пратиш овако и Окей. прифатим, важи? Окей, важи. Сега ќе ме прифатиш? Па, ајде, ајде. Сега, така? Знаеш каде е, така? Ќе ти покажам. Значи тука вака. Тука вака. Тука. И Види го ми листа, будала. Ама не, ова сум, тука. Тоа сум. така. Чекај, супер, овој си? Фала ти. Да, тоа, Овој кирилица, со- тоа. со овцата на Јасно, профил? јасно. Зашто имаш овца на профил? Чувам овци. Фала многу, фала ти. Ништо, нема га. Фала. Шо му беше? Вообичаено Толку не да е. запне за Фейсбук, јас обично не ми личи на жарево, малку као да човеков забегал, а? Па така ќе да е, нема друго. Не знам, нешто Ни се многу замаре ми е без чудно. Задње време негативи. многу е чуден нешто, не знам. Истера емисијата и ни се замаребно. Не, мислам, баш запна она телефонот, дури те шминка, додај, као да не можам после, знаеш, многу чуден. Ти до многу е илјадници многу. луѓе каде? Се сопнав ја ништо. Океј? Цело време позади. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер ми во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е еден на крај на вашиот ден. Почитувани, започнува уште една епизода од вашата омилена шпанска серија која не е надсинхронизирана. Еден на еден, заедно со човекот, кому често му се случува да ги облече чорапите наопаку, Жарко Димитриевски. Елена Ристовска е денеска гостин, ќе биде супер, таа веќе тука негде се спрема да влезе. Така да чекам оце некој звони, чекам. Да. Ало, Ало. ало, Да? Жарко, Да, кој е на телефон? како бе не знаеш кој е на телефон? Кој е? Не си опознаеш кралот бе? Ѓоко? Каков Ѓоко бе, Александар Велики бе. Крале. Стани кога збориш со мене. А од кај ме гледате? Ова е бежичен Имаме телефон. телевизија тука. Ти све имавме порано бе. Па Седни, ајде. и сега имаме телевизија. Седни ајде, Крале, како сте? Како сакате да ве викам? господине Аце? крале. Господине Крале. Слушај, Да? до кај сте со ова преименувањево? На што? На емисијата? Да, Како треба да се вика? Александар Македонски како треба се. Ау, Ја не знам стварно, ова не ќе вака да се случува. Ѓоко, ај жити мајка таму провери таму. Не ми е... Ало? Ало, Да? добар ден. Добар ден. Како си Жарко? Александар? Професор Гоце Делчев овде. О, професоре, како сте? Како си ти Жарко? Па добре, со Не си пајак. бил на предавање? Па, 100 знам. години не си бил на предавање. Не ти чини тоа, не ти чини тоа, Дарко. Знам. Жарко, добро. Дарко, Жарко, исти сте сите. Да. Кај ви е таа девојченцата што води?
Професоре, Марина има дечко, професоре. Ајде, добар си ти. Професоре, стар сте за Марина, со сета почи. Него, што направите со преминувања, бе? Све беше Гоце Делчев сега. Па пак се ја Гоце Делчев? Не, срамота е, По Жарко. булеварима. Срамота е, Жарко. Ама јас ли Мислам, треба... еден мост остана. Ама- И тој не работи кој што... Ало, Сакав да кажам дека Елена Ристевска... ало. Кај си? Еве емисија снима. Зет си Шоприч, не ме позна? Не, Ајде не се прави луд. Не знаеш кој е? не знам кој е. Мици што бевме заедно Евротото. Ало, Сакав да кажам дека гостинка ни е Елена Ристевска. Чака, Мишова беше преска. Ало? Ало? на кого му спушташ ти, бе? Ало, кој е? Знаеш ли чив син сум ја, бе? Гоце? Кој Гоце, бе? А кој е? Сандар. А, Кралу! Па, Те еднаш ако спуштиш ке те пресечам, бе. ама јас немам... Не слушаш ли? Нема Ама да се си губите. спуштил. Се губите. Ало. Кралу. Ало, Кралу. ако спуштиш ке те... Ало, Крал. ако Ама... Сакам да кажам Елена Ристевска дека е гостинка. Ало. Ало, Спасе, ти ли си, бе? Жаре, Спасе, ти кажав да не зводиш тука. Оди врти му на Жарко коцкица таму, Ало. тоа, јам коцки. Слушаш, Спасе? ало, Спасе! Жаре. Спасе! Спасе, мајка ти знае ли дека звониш, бе? Спасе! Ало. Готово, се изнервирав. Бежичене. Дај, донеси ја и мајка ти нека игра. Значи, гостинка ни е Елена Ристевска, ќе биде супер емисија. Останете тука, Елена Ристевска кај да е влегува. Еднаш кога бев у Грција, еден човек ми рече, песе, забереш фристайл. И решивме да го пробаме тоа. Пеше, имаш чај од камилица, добар е за стомачни болки, инфицирана кожа. И тоа не знам што да ти кажам. Малце е знamo. Свири ми, брате, жаране. Пи ме топол, тогаш многу работи можам да помогнам за болки стомачни и инфицирана кожа, чим си болен. И имаш текоби во стомакот, напи се една чаша вкусен чај, за да ти биде подобро и нема веќе да се тресе вилица. Душа ќе те загрее прекрасниот чај од камилица. Мојата гостика е долго време на музичката сцена, делиме и со години с проблем, упорно ни додаваат В во презимињата и јас си го имам тој проблем и она си го има. Јас сум Димитриевски, таа е Ристевска. Звездата од твое лице звучи познато, Елена Ристевска! А не ли Сашко Коцев? Дојди. Твое лице звучи познато. За ова се спремаше толку долго? Не, не кеш да знаеш. за тоа. Како си? Чудно. Зошто бе? Што се случува? Па не знам, кај тебе на Си емисија. пораснала. Денеска морав да јадам кловнови за да бидам смешна кај тебе на емисија. Ти секогаш си оригинален, мора да те надмине некој што ќе биде гостин, да ти парира, така да. Да, мислиш дека ќе можеш? Таа јадев кловнови на водници, да не се Не смешно. сум, не сум многу смешен, ми помагаат други луѓе, Пајак е доста смешен. А се е наместено. Се е наместено, бе, како да ти кажам. Ти многу брзо збориш. И јас се спремав, пиев многу зелен чај денеска. Многу. Викаа дека зелен чај помага во концентрација, а со тебе ќе ми треба пошто ти брзо збориш, а за да видиме колку брзо збориш, одбери една брзо зборка. Одма имаш задача за мене. Одбери една брзо зборка и одбери ми мене една брзо зборка, а у публиката ќе одлучи кој може подобро да збори брзо. Ова е многу. Ја одбра? Петко, Абе сега не. одбери некој, ајде. Нема мислење. Ова е многу фраерска. Ова вика. Одбра, стој, Само- чекај чекај се, да видиме. Одбрала? Спремна си? Крик. Мотор. Многу е зезната. Вау, Вака како изгледа, старт. вака звучи као... Карикатуристот карикатурира карикатура со карикатура. Еленома, Чекај, бе, ајде зашто уште се една ухода? шанса.
Карикатуристот карикатурира, карикатура со карактеристичен карактер. Карикатуристот Ај некој од вас. Може да ми помогне? Може, земи си некој. А тоа мора као мелодично, онака Ама со- треба вака да му направиш, зашто тука ти е микрофончето за тука да збори, не? Така да слободно бирај некој. Имам и подобра варијанта. Јас Ти да му го зборам. даеш твојот микрофон. Да, Така јас да немаш што зборам. да збориш. Дај едно одбери ми. Ова ја сакаш втората? Или ова прва, чекај. Лук, врук хлеб. Лут лук врук Подобра леп, ова? лут лук врук леп, лут лук Ај, врук леп, помогнете. лут лук врук леп. Ти си ги вежбал, ти си ги напишал, тоа е тоа. Ја ги измислив. Он ги измисли. Ај, дај таму тоа. Слушај, за шоуво, нели? Мене видиш што ме интересира. Парите, бе, парите. Дај ти за парите да збориме. Да кажам колку си ми платил за емисија, бе? Не, тоа не е. Јоко ништо Па не му дам затоа пари. каснев, затоа Немој- доцнев толку немој на да се емисија, дознае. едва е она. Не, ај вака, озбилно. Договорот како стигна да се потпише уопште. Значи, ти се јавуваат и ти викаат здраво. Од ваму и ваму сме од Белград, сакаме да ни гостуваш у твое лице звучи познато. Тоа трае со месеци. Така си е. Имаше ли преговарање нешто? Валјда не било тоа. Супер. Прво искрено не ми се допадна идејата. Значи ми се Сакаш да кажеш јавија дека не некак- сакаше да одиш? Не ми се допадна затоа што ми личеше на некој од овие шоуа како што е Big Brother или не знам, некој такво или Фарма или не знам. Во такви шоуа не се гледам себе си. Немој на фарма да одиш. Те викнале на фарма, биди искрен. Ти се јавиле за на фарма? Ми се јавиле за Big Brother. Ти се јавиле за Big Ми се Brother? јавиле за Survivor. Тој реалити, Но тој тип не знам, тој тип на шоу не се наоѓам себе затоа што треба да седам и цел ден да оговарам или да не знам, едноставно да да За твое дремам. лице не збориме. Ама пример за Survivor, за Big Brother, колку пари одби? За тие шоуа не дојдов уопште ни до разговор финансиски. Штет. За твоето лице звучи познато, бидејќи учествував секако дека сум дошла до тој дел. Се надевам. Добив понуда веднаш. Толку и толку даваме, дали сакаш шоуто изгледа така, треба да правиш тоа и тоа. Откако не ми се допадна идејата, реков ајде видам на што е тоа што го одбивам сепак, Јасно. нели, некај нас не било до сега. И кога погледнав во суштина тоа што го правела Ана Кокич на, не знам, како Пинк, и бидејќи таа и победничката, некако се заинтересирав. Но повторно за да ти биде предизвик 4 месеци да бидеш оддалечен од дома, мораш да имаш значи некој друг предизвик, не само Секако. така што не се најдовме прво за првата цифра, потоа. Браво. Али не само за тоа, него и за условите, значи Аха. зборувам генерално за услови од секаков тип на услови и финансиски. Па и малце сите подкачија останати. они. Малку ја, да, ја појачаа сумата. како? Но јас искрено не ми беше воопшто тоа доволно за да го направам тој подвиг, да се преселам буквално на 4 месеци во Белгија. Мојата последна понуда и услови беа вемовам без преговарање, без да ми се Ова е тоа. без да се ценкаме, ако сакате добро, ако не, Добро. не ми го губете И времето. одма прифатија? И после одредено време ми се Или размислија? јавија дека е тоа, дека секако сака да бидам дел од тимот кој што Браво. оваа година учествуваше во шоу. За следна сезона кога ќе преговарам се емисија со нели со Алфа, тебе те викам за мене да преговараш. Може? Да, тој менаџер. Yes! Yes! Ај кажи ми како вежбаше настапи. Кај вежбаше? Еден од условите беше да имам свој стан, така. Да имаш свој стан. 4 Ти купија стан во Белград? Вау! Само ќе го стави како најавна шпица. А, се да. глава. Не, имам свој стан 4 месеци. Добро, добро, само 4 месеци. И во станот за жал немав интернет како што треба, па сите во суштина настапи ги гледав буквално па 2 до 3 пати, колку што ќе успеев да ги прегледам. Не беше како, мислам, имав интернет, ама не беше доволно добар за да, да. не знам, едноставно да Viber барем манипулираш. имаше? Имав едва. Едва имаше Viber. Тоа беше еден принцип на припремање прво дома. Ја гледаш својата задача, проценуваш дали е тешка или лесна. Добро. Генерално според своите способности. Значи имаше моменти кога што играш пред кревет, буквално, у стан. Па не пред кревет, ама пред огледало, да. Да. Некој да те гледа од страна, тоа изгледа малку трудно. Требало камери да стават у стан. Требало. Требало. Полуреалити шоу. Може има и камери ставено. Тоа Може, тек има, после. може во некој наредно Сега ќе шоу. ти сега ќе ти речат Елена, пак ние имаме едно друго реалити, снимено ние. Сакаш да бидеш у него? Готово ние. Тоа е добро. А како се осеќаше за настапот кој да те прашам? Харис Џиновиќ. Тоа беше една од тие задачи кои што ги проценив како една од потешките задачи, затоа што
не се чувствува воопшто како Харис Џиновиќ. Чекај момент, само извини, чекај малце. Чекај малце. Да. Ало, Ало? како си, Жарко? Кој е на телефон? Харис, брат. А, Харис! Како си, Харис? Како си ти, како ми недостае, Жарко? А, Харису, старо магаре. Како си? Јас сум добро, како си ти? Блиски сме со него, не се љути вака кога му зборам. Добар, еве, Елена е тука до мене. Елена Ристевска. Елена, како Да. не, памтим ја. Ја знаеш, Она нели? мала, згодна македонка, она Та. мала... Елена... Мала се Та. Сакаш да ја чуеш или не? Па дај. Еве, одма. Бежиче, не, нема и кај. Како си, Елена? И ти ми недостаеш. Рано е за туго, имамо време. Имате. Абе, Елена е опасна Елена. Имате ли нешто да кажете, господине Харис, или не? Тоа ќе му ја и ти приватно. Океј, тогаш, фала за јавувањето. Кој ти беше најтежок настап, тебе лично? Оливер Драгоевич. Зошто Оливер Драгоевич? Дека требаше да глумиш постаро од деденце? Па не тоа, него. Едноставно немаше многу материјал за работа таму. А, демек тешко е да се имитира? Едноставно нити движење, ниту нешто карактеристично. Дај ми што малку можеш Оливер, дај ми малку Оливер. Шо е Оливер? А да ти го одглумам? Малку, каков е? Кои му се карактеристики некои? Па тоа сакам да ти го кажам. Токму затоа што е тешко да ги процениш неговите движења. Значи има буквално едно споро движење. Нема тука многу материјал. Значи кај Харис има оне алфа мажјак, знаеш. Добро. Оне има бркови, мораш да ги негуваш тие бркови, така? На сцена мораш да ги направиш овие моменти. Ги негуваш ли твоите бркови за време додека беше Харис? Со оглед на тоа дека беа вештачки, прилично мораш да ги пазам, не ги пипам. Супер. Има гласина, која може ќе ја потврдиш, може не, дека ти за малце ќе си се откажала во еден момент и тоа на почетокот. Видовица изгледа. Да. Сам која си, Клеопатра или... Јас сум исцелител. Да. Убаво си слушна. Кажи ми, Сакав ајде, во што еден беше? момент да се откажам. Мислам, тоа не беше толку категорично откажување, туку малку се побунив за една од задачите, која што у суштина на крај испадна дека ми донесе победа на шоуто во еден момент. Кој Бионсе? Не. Па не победив со Бионс. А не победи. Добро. Не си толку видови добре. Добро. Не си исцелител. Джейло Бути. Некако ми изгледаше непристојно, ми изгледаше нешто што тешко ќе се снајдам во тоа. Некако пребрзо и кореографски брзо и не знам. Ти беше тешко да го направиш? Па некако ми беше многу тешко на почетокот, но бидејќи знаете како таму не се слушаат многу мислењата на изведувачите, затоа што си имаат поготово за песните, значи самите изведувачи ние ги бираме на тастер, но песните не можете баш многу да ги менувате. Така што не успеав да ја променам таа песна, буквално добив еден игнор, се изнервирав, професионално ја одработев и победив. Така е, браво за тебе, браво. Последниот период, некој си месец ден од прилика, ти беше и малце зезнато зашто беше болна. Ти имаше некои си алергии, глупости, инекции мораше да примаш. Така. Што се случи? Зошто тоа? Од каде дојде? Значи 4 месеци секоја недела истата процедура. Станувате од забајле, значи буквално ако имате време да јадете, ако не идете во Угриновци во студиото главно и таму заглавувате буквално до 11 навечер. До 11 Ако имате навечер. среќа завршувате до 8. Ако имате многу среќа можеби ќе завршите до кај 6. А ти беше хендикеп што беше македонка, у смисла немаш кај да Па одиш. да речеме не, затоа што јас таму на пример имав некои додатни обврски, некое снимање, некои весници беа заинтересирани, така натаму правевме фотосесии, некои емисии веќе бев гостинка, но немав толку обврски како останатите членови, тоест Што си се дома. надпреварувачи кои што си се дома. Тие сите имаа по не знам колку настапи во моментот, а јас морав се да откажам заради шоуто, бидејќи физички не можев да одам секоја недела до Македонија и да се Затоа враќам. ставам во Белград, ајде. Чулте, Господ! Така се вика, нели? Станот, се запна за станот. Не, целата поента беше дека останував многу сати таму и генерално не сум тип што се буни. Значи, можеби ќе задоцнам, но кога се работи за работа, јас сум воркохолик до крај. Добро. До утре, ако треба. Кој ти 24 правеше сати ќе работам. Највише друштво кој ти правеше? Со кој беше највака пријателски, блиска, едно друго?
скоро во сите интервјуа кажав, Јелена Гавриловиќ ми е Така? и ден денеска останав. Ептан сте, нон-стоп сте на Viber. Па не толку многу, секако имаме обврски секој Не се сакате толку многу, све е лажно уствари, така? Само за пред публика. Имаше една многу Тоа интересна. е тоа. Добро, имаше една афера дека као не се сакаме меѓу себе никој од изведувачите дека глумиме, али тоа не е вистината, Не, а? бидејќи на 31 овој месец сум на роден ден кај син му на Бане Мојчевиќ, значи сме Опа. скоро сите поканети, така да и приватно се дружиме ако тоа те интересира. Супер. А Јелена Гавриловиќ во суштина имаше еден момент кога дојде една од моите најдобри другарки, ако не и најдобрата, Добро. дојде во Белград и И се степа за Не. тебе. Така? Се И тепа Јелена за која Гавриловиќ- сака повеќе. И Јелена Гавриловиќ и вика као супер што живееш во Македонија бидејќи немаше да можеш да се дружиш толку со Елена затоа што јас ќе ја нападнев као јас ќе се дружам. Прекрасно. Прекрасно. Не, толку сме блиски, да. Да, ама на крај се смири и се баци. Добро. Ја имам впечаток дека малце македонскиот медиум ја би ги искарал, некако не даваа толку многу поддршка. Мислам, даваа поддршка, ама да дојде некој да сними, да направи, да те слика на лице место. Па еве ќе почнеме од тебе. Што од мене? Што не дојде? Снимање имам тука секоја недела, бе. А не имаш секој ден, секоја недела, имаш еднаш по неделата. Се шегувам. Не, па да, во права си усуштина. Немаше новинари кои дојдоа да речеме да Во направат финале кој ти интервју. дојде? Мислам, имаше некој што викаше Елена, Елена. Освен мајка ми и сопругот, никој. Мајка ти, И сопругот. сопругот, Добро, сега И нема- мајка ти. Нема многу место како тука, нема многу место за многу публика таму, значи да речеме 50 на 100 луѓе, не знам колку точно собира во салата. Добро. Ама сепак освен сопругот и мајка Овде ми, има никој 1500 немаше иначе. и- За луѓето во дома да знаат. Добро, не се догледува, не можам да видам многу е Само далеко. многу се далеко и затоа не се слушаат толку. Е, Да. гледате. Имаше нешто као Иван Ивановиќ те свиѓа, не знам те. Ја мислев дека сум ти омилен водител by the way, малце се разочарав. Искрено, Ти имаше шанса некогаш, ама со тебе. некако не ја искористи. Добро. Тогаш некогаш. Да, имам бркано со години. Се, затоа вака ми одговара, затоа е вака груп, затоа не А, може. да, за тоа. Да. Затоа јас борам, тој ме прекинува, не. Така е, така е. Твојот сопруг. Чека малце, кој ти е поомилен, Иван или ја? Озбилно. Кажи дека се знае на Балканот. На Балканот во Македонија? Не? Кажи ајде. Кој? Ја или Иван? Задача се. Кажи Или ајде. публикава ќе ми помогне, што да му одговорам? Бе, кажи ти се, па нормално они сакаат, они крв сакаат да видат. Значи, публиката е воинет на Да. тебе. Значи, Така. ти води. А ти, твојот конечен одговор е? Жале, се подразбира дека никој не може да те замени. Јес! Нати, Иван! О, оди за Србија. Да, и после ова Овој дел од емисијата ќе биде емисијата, некако само укинат. овој дел од емисијата оди во Србија. Само овој ќе оди Србија, да, само овој дел. Значи, кога почна целата приказна околу Иван, Добро. бидејќи да, беше малку забележливо во текот на скоро секоја емисија. Да, најсимпатична, Си ги најубава ми кажуваше, па е. секогаш си ги кажуваше да, јавно неговите најскриени мислења или не знам што му беше тоа, не е ни битно. Во еден момент сопругот мој кога нешто пишуваше, не знам дали во на некој портал или не се сеќавам точно, вика као, да дојдам јас да видам тој Иван. Ова, знаев дека Добро. нормално мора да Малце има. да му дадам една воспитна. Па нормално. Ама не. Мажена жена е, бре. Мојот сопруг е многу цивилизиран дечко. Тој Така. ја разбира мојата професија, знае дека Иван сепак тоа го прави за Така. гледаноста на шоуто. Морам да те прашам Така за што? Бојан, бидејќи имаше таму пишува, ти поизвадија трачеви некои безвезни, ама од српски медиуми, не од наши. Тоа не беше излезено од наши, дека наводно ти не си го пуштала онда ти доаѓа во Србија и дека ти таму сама си била цело време. Ви се верувам. Да, така пишуваше, озбилно. Не? Да, она не дава да доаѓа Бојан. Да е некој манијак па да не го пушташ да доаѓа, не знам. Као ја. Али сопруг да не пушташ да... Ете, како знаеш? Ти сам кажа, јас не кажав. Јас си признавам. Поентата е што Бојан дојде најмногу од сите. Значи дојде 4 пати, тој сепак си има уврски тука во Македонија. Дојде најмногу од работи. сите 4 пати. Па и од мајка ми и од другарките најмногу дојде. Колку ти доаѓа бе, еднаш другите?
Па еднаш толку. Мајка ми дојде само 2-3 пати. Знаете, мајките секогаш најпотребни ни се да ни помагаат. Значи везе нема Муаветов. Муабетот искочи од сосема една никаква ситуација. Значи, после мојата победа на ТЛЗП во таа емисија, J-Lo и така натаму, почна да се јавуваат сите новинари од Македонија и од таму, да дадам изјава за шоуто и така натаму, и јас во едно брзање буквално влегувам во комбето со кое што не пренесуваат од студиото до дома. Буквално низ брзање кревам телефон и викам да, ние сме од Блиц и ја мислам дека ме прашуваат за шоуто, односно за победата. И јас викам да, повелете веднаш што треба да кажам, и тие као ни треба изјава, победивте вчера, но нас не ни интересира тоа, ни треба нешто за приватниот живот. Ја викам не, значи вака чекайте, ако ви треба за победата, можам да ви дадам многу кратка изјава, бидејќи јас интервјуа не давам преку телефон. Сакам да биде авторизирано интервјуто, ако сакате интервју од мене нема никаков проблем, ќе го добиете преку мејл. Значи пратите ми, ќе ви пратам фотографии и така натаму. Ама не треба само да ми кажете кратко зошто Бојан не доаѓа. Викам, молам, како тоа не доаѓа? Бојан дојде неколку пати, има работа во Скопје. Вадење од контекст, целата приказна, јас викам, ве молам, навистина не можам да зборувам, значи Чао. треба да одам, да. Ако сакате, еве ви кажувам, пратете ми го имејлот. За да ви пратам и утре дента? одговори на вашите прашања. Следниот ден Елена го крие сопругот. Наслов во Така што вестник за беше. жал так, мислам тој им е принципот на работа, јас нешто посебно не се изненадив бидејќи има доста новинари кои така функционираат и кај нас, ама во суштина кога најмалку очекувате такво нешто да ви се случи, поготово не во Србија, каде што јас толку време не па ме нема, можеби од 2006 година. Значи не претпоставив дека веднаш некој трач веднаш ќе ме трасира или ќе ми го трасира патот таму, така Го разрешивме Муаветов, добро. Значи нема потреба од никакви трачеви едно друго. Сега ќе кажам една реченица што мислев дека никогаш во животот нема да ја кажам. Делува многу ментално, но па не ја кажам. еве слушнете. Например, никогаш во живот не мислев дека ќе кажам твојот Кармин оди со моите чорапи. Да. Ама стварно е така. Многу е досетлив, многу. Сега, кога сме више кај досетливоста, ќе направиме една листа. А тоа е топ 10 работи по кои знаеш дека си Елена Ристевска, презентирани од Елена Ристевска. Thank you. Еден крупен кадар на Елена само да имаме. Така, Елена гледа во таа камера, значи работи по кои знаеш дека си Елена Ристевска. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Zlaten Dab. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig. Er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Ама не ми кажи многу тоа јадењето и ќути, тоа, чекај, странки њима, блика. Guten Abend. Wo ist der Faulpark? Како не знаеш право по Теразија, лево вртиш кај споменикон Гоце Делчев, тука ти е булевар Майк Тајсон, ти не оиш по него, оиш по Ленинова. И тука ти одма пиши, пум, парк. Ти приметиш, врие жени на турли, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте Фрухте 100%. Работи по кој знаеш дека си Елена Ристевска. Сите те частат едно гратис во презимето. Ристевска. Ристевска. Така е. Одиме втора работа по кој се знае. Знаеш дека сите машки фанови ти ја ценат само музиката и ништо друго. И ништо друго. Колку е точна оваа фраза? Нели? Само музиката, бе, тоа. Мене ме занима само музика кај тебе.
кога ќе ти кажат иста Оливер Драгоевич, ти тоа го примаш како комплимент. Тоа е комплимент. Девојче, иста си Оливер Драгоевич. И ти фала. Ако не го носиш сопругот со себе секаде, нема никогаш да помисли дека се разведуваш. Така. Нека во привезаче. Кога ќе ти кажат иста Харис Джинович, ти тоа го примаш како комплимент. Тоа е под 7. Број 8. Никој никогаш не мисли дека си издебелена, него мора да е трудна. Трудна е. По не знам кој пат. Трудна е повторно. Не, она само за најавно, знаеш како. Толку. И ова ќе дојде шпица иначе. Само доволно, не треба ништо да кажат. Трудна е повторно. Снимете ја како прави. Чекај уште еднаш да направи. Трудна е повторно. Не, со ова како објава, знаеш. Така, Нека да ви објавам дека. Одиме. Кога мажи со чуден тон те прашуваат дали уште ги имаш чорапчињата од М2. Тогаш знаеш дека си Елена Ристевска. Ова малку е перверзно, иако Моци може би не звучи така. Сценаристите ми се такви. Кај се? Секаде. Не се лутиш кога секој мисли дека е смешно да ти дофрли дека е малку е некултурно ова се. Твојот гас личи познато. Одлично. А сега, нешто ќе играме и тоа идејава е дојдена по една многу интересна приказка која ми ја раскажа Елена, имено Елена кога има кампања едно друго, оди пее по митинзи ово она. Нели, тоа го прават луѓите. И кога се 500 пејачи таму и одат, нели, од град у град едно друго, мора да се тепа време. Кој ви е вас омилен, кој ви беше омилено тепање време? Па ти ми кажа дека таа игра не се викала така, јас Не како се што вика. мислам, јас ја Воопшто не крстив се. така. Каладонт. А не е каладонт. Најверојатно не е тоа, не знам точно како се вика, но ние игравме, да речеме, некој ќе измисли еден збор, да речеме шолја, Така? и требаш ти, например, како втор натпреварувач, да Така. кажеш дека шолјата е или нешто така. Така, и продолжуваме. Се возевме во комбе. Во така, добро. Од шоферот почнувајќи до последниот натпреварувач, тоа се негде, да речеме, околу 8, 9, 10 луѓе. 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 И од првиот до последниот кажуваме една реченица која едва ја склопуваме, бидејќи сега ќе издавам малку. Ајде. Елвир и Јован пред неколку кампањи, значи кои се исто јавни личности ги знаете. Знаеа секогаш нешто мрсно да додадат во приказната и Елвир никако не Мекич. може човек до крај да целата, мислам, тотално нелогично и мрсно и се што може да се стави во една реченица. Значи они беа Така најмрсните. што, па да речеме да. Елвир и да, Јован, да, срамот. да, и- Па како се сноја овие постариве таму? Имаше и постари. беше целата Наум поента, Петрески, некој, едно друго. Бог да го прости, Гоцар Нудов беше најинтересен. Сега вака може би нема да ви звучи смешно или интересно, но кога ќе дојдеше на ред сирот некако му беше досадно од играта. Ќе стигне последен седи додека дојде до него реченицата и ќе каже нешто, не знам, пример, шолјата е сина затоа што и то тотално нелогично нешто ќе додате и ама знаете како, негдека на пример Кај што не треба шолјата е сина затоа што и нема логика. Браво, Нема ама што логика. да се прави? И е Пуста досада. сврзник треба да сврзе две нешта, нели, кои што се две именки, како и да е. Од кога и е секогаш беше сврзник? многу смешно. Како? Ја не знаев. Немој Сакаш да играме? немој на лингвист да му збориш. Ајде да видиме. Рефлектор. Рефлектор. Рефлектор сакам. Сакам кога? Рефлектор сакам кога имам. Рефлектор сакам кога имам добиено. Сакам кога имам добиено 3. Рефлектор сакам кога имам добиено 3 емисии. Добро. Рефлектор сакам кога имам добиено 3 емисии како Рефлектор сакам кога имам добиено 3 емисии како што? Рефлектор сакам кога имам добиено 3 емисии што утна. Како што? Јас. Да создадеш пиво е
да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt. Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig, er löscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Како помина снимањето кај Жаре? Катастрофа, тап. Жаре не знае да ти постави прашање за шалата. Одлично, секогаш кај Жаре криво ми е што нема многу време. Секоја емисија има одредено време на траење и имаше една работа што сакав да му ја направам на него на крајот од емисијата, ама не успеав да ја направам. Сакав да ми имитира мене, да му кажам, ама пошто нели јас имитирав, што имитирав во твоето лице звучи познато и сакав да видам како Жаре мене ќе ми имитира.